Почитувам подпредседателе, почитувана македонска јавност, почитувани пратеници. Веќе на 3 различни седници зборуваме за задолжување и заеми, а денес пред нас стои и се бара легализирање на уште едно одење во дупка. Задолжување на 21,5 милиони евра, кој овој пат ќе го покоси образованието и ќе е на штета на идните генерации. Односно нов заем од Меѓународната банка за обнова и развој по договорот за заем за финансирање на проектот за напредување на основното образование. Веднаш уште на старт би сакал да ги потенцирам пропустите на овој закон. Имено, во прилог на овој закон не е приложена анализа за моменталната состојба на образованието од аспект на инфраструктурата и опременост со наставни средства и финансиски план за што ќе бидат протрошени средствата, односно како и кои училишта ќе бидат опфатени и временската разлика за реализација на активностите. Се поставува и прашањето, што точно се планира со овие средства ако се земе фактот дека во законот е наведено дека за споделување на описни статистички податоци за секој училиште и спроведување на консултации се предвидени 340.000 евра. Се предвидува и набавка на софтвер. Па сакам да ве прашам, што се случи со средствата за националната платформа за учење од далечина? Ќе сноси ли некој за потрошените пари во ветар? Се споменува операционализирање на стандардите за основните стручни компетенции на наставниците во основните и средните училишта. Законот се однесува само на основното образование или сепак се однесува и на средното образование? Овој заем до некаде ќе беше оправдан, но само доколку донесувањето на новиот концепт за основно образование се донесеше на очиглед на целата македонска јавност, доколку беа инкорпорирани препораките на експертите и сите релевантни институции. Но спротивно тоа, пред очите на целата македонска јавност, оваа концепција се турка на сила, спротивно на размислувањата на видни експерти, спротивно на потребите и реалноста, сакате да го донесете ова задолжување. Наместо да ги послушате и аргументите и од нив да се преземе конкретен чекор што ќе служи во прилог на напредување на квалитетот на реформскиот процес во образованието, вие ја задолжувате државата. Фактот дека експертската јавност упатува на сериозни недоследности во предложената предлог концепција, тоа што не се прифатени забелешките кои што ги изнесоа експертите токму во оваа сала кога траеше јавната дебата на Комисијата за образование и спорт, е доволна причина за овој закон да не помине. Почитувани колеги, реформи во образованието се потребни, но не политички. Зошто велам политички? Затоа што историјата како предмет не е инкорпориран како посебен, односно е споен со друг предмет. И сето тоа се случува кога токму Бугарија не ги оспорува јазикот, историјата и идентитетот, а бугарските политичари сонуваат за некои си големи територии во кои што е инкорпорирана територијата на целата Република Македонија. И наместо да им се спротивставите нив, вие ја бришете историјата и ја интегрирате со другите предмети од општествени науки. Ајде да речеме да поверуваме во наводници дека сето тоа е случајно и е поклопено. Но не можевте ли по бурните реакции на МАНУ, на Институтот за историја, на Друштвото на историчари и други релевантни на овие теми да ја повлечете ваквата одлука? Историјата е наука за животот, столб на државата, и ако се уште се држите до таа срамна одлука, само ќе ги потврдите очекувањата дека учествувате во задоволување на барањата на соседите и уништувањето на Република Македонија. Насилното туркање на ваква штетна концепција најмногу ќе биде на штета на нашите деца и образовниот кадар. Трошење на народни пари, задолжување на државата за да протуркате на ваква реформа е во најмала рака срамно. Затоа што тоа со ова ги подценувате експертите, граѓаните, се задолжувате на грбот на граѓаните и на грбот на младите. Младите заслужуваат квалитетно образование со суштински реформи, усогласена стратегија и план со кој ќе се подобри образованието. Водите дневна политика, единствено што правите е тоа што ја носите државата во дупка, огромни задолжувања, а нула проекти. И тоа одење во дупка барате да го легализираме овде во собранието. Тука се поставува прашањето, зошто е потребно ова задолжување? Најпрво кога зборуваме за овој концепт, исто така да наменам дека беше донесен без посериозна анализа, без посериозно анкетирање на родителите, стручните лица и на крајно нетранспарентен начин. Во врска со вашите реформи, членовите на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје се убедени дека новата концепција за основно образование е однапред осудена на пропаст. И сега зашто треба ние да се задолжуваме?
за нешто што е однапред осудено на пропаст? Апелирам до сите вас да размислите уште еднаш, затоа што ова е клучно за идниот развој на образованието во Република Македонија. За да се спроведе една ваква реформа во образованието, неопходна имплементација на забелешките и критиките од експертите за принципите и целите што треба да се постигнат со оваа концепција. И конечно, кога ќе се постигне согласност околу тоа, да се одбере начинот на имплементација и нивната операционализација да се даде доволно време за да не испадне дека ова сето се прави преку ден. Во спротивно, се остава впечаток дека концептот не е во функција на реформа на македонското образование, туку станува средство за задоволување на разни политички интереси. Понатака не сакам да ги редам, да ги читам на сите институти и институции. Ќе истакнам тука и само реакцијата на МАНУ. МАНУ смета дека е неопходно да се обезбеди динамична рамнотежа меѓу математиката, природните науки и техничките науки, од една страна и општествените и хуманистичките науки. Нешто што не е случај со оваа предлог концепција. Колеги, сите тука сме за реформи во основното образование, но за нивното носење и нивното имплементирање е потребно многу повеќе време, многу повеќе ресурси човечки и општествен капитал за да се прилагоди на наставно-воспитно-образовната и општествената реалност. Имплементацијата на оваа концепција потребно е да се запре, односно да се запрат сите активности и да се почне процес на имплементација на забелешките на експертите од сите научни полиња и на институтите. Да ве потсетам во минатото како се реализира дел од инвестициите во образованието. Пример, 2019 година за изградба и реконструкција на основни училишта од 220 милиони и 600 илјади денари, реализирани се само 45 милиони и 463 илјади денари. Сакам да кажам дека со оглед на тоа како работите, не се очекува ништо друго, освен реализација на 1/3 од предвиденото. Например, министерката Царовска фрли пари во ветер за домашна платформа која никогаш не профункционира. Училишната година започна цел месец покасно. 80% од основците не беа вклучени во образовниот процес. Тоа се околу 20.000 ученици. Тоа зборува за вашето трошење на државните пари, за фрлањето на парите во ветер и за во каква катастрофална состојба е образованието. Затоа, време е да престанете да се задолжувате, затоа што економијата тоне, младите се иселуваат, а вие за нивните барања немате никаков слух. Тоа е срамота и доста залудно ги трошите парите на граѓаните. Тоа е една од причините зошто младите се иселуваат од Република Македонија. Тука би сакал да завршам и да посочам дека јас едно вакво законско решение нема да го гласам, нема да поддржам. Ќе гласам законско решение кој ќе содржи вистински суштински реформи и стратегија за развој на основното образование, а не ваква понарачка. За крај имам само да ви порачам да престанете со скапиот пиар кој го водите и да почнете вистински да работите доколку сакате нашите деца да останат, да живеат и да се развиваат во Република Македонија. Ви благодарам. Реплика пратеничката Даниела Колева.